Добро вечер во Топ тема на ваша страна. Драматични сведочења на судските процеси, апсења, строги притвори, шпионски бегства. Себе ова го става судството и институциите од правосудството во фокусот на јавноста. Но колкава е довербата на јавноста, на граѓаните во судството, и како ги оценуваат сите овие настани, ќе видиме од вечерашната најнова анкета на Телма и МЦМС, што ја спроведе М-Проспект. Анкетата е телефонска, спроведена во периодот од 11 до 16 ноември на репрезентативен примерок од 1014 испитаници. Во оваа анкета ги прашавме граѓаните да ги лоцираат и најгорливите проблеми и како ги оценуваат реакциите на власта. Резултатите од анкетата ги анализираме вечерва со моите гости, професорот на Правниот факултет Гордан Калајџиев и професорот на фонд Никола Поповски, инаку поранешен пратеник и министер за финансии. Добро вечер. Добро вечер. Пред да почнеме со дебатата, првите резултати од истражувањето околу довербата во судството, во специјалното јавно обвинителство и во јавното обвинителство ќе ги презентира мојот колега Боби Христов. Боби, повели. Неколку групи прашања имаме во оваа анкета, но почнуваме со најактуелното или судството. Прашавме за довербата во неколку клучни институции од правосудниот систем и првото прашање е колку имате доверба во јавното обвинителство. Актуелно е со многу случаи, особено деновиве со така нареченото прислушување или снимање на разговорите. И одговорот некаде во тенденциите како и во минатото. Мнозинството од граѓаните, 61%, немаат доверба во обвинителството, без малку половина, 32,7%, или тоа се 28,3% поени помалку, имаат доверба во обвинителството. Етничката кростабулација не открива некакви поголеми разлики, но кога се во прашање двете водечки партии во македонскиот блок, разликите во ставовите се огромни. Големо мнозинство од 84,2% од приврзаниците на ВМРО ДПМН немаат доверба во јавното обвинителство, наспроти 32,3% од оние кои што го поддржуваат СДСМ и обратно кај довербата енормна разлика. Исто така 62,5% од приврзаниците на СДСМ имаат доверба во обвинителството, наспроти малцинство од 14,5% од поддржувачите на ВМРО ДПМН. Но за тоа во понатамошниот тек на дебатата одиме понатаму. Беше секогаш на врвот и можеби една од институциите со најголема доверба досека, но впечаток е дека се случува пресврт. Мнозинство од 53,5% од граѓаните немаат доверба во специјалното јавно обвинителство и тука веќе реков, имаме некаков пресврт во однос на сите поранешни анкети. 41% е бројот на оние кои што имаат доверба во специјалното јавно обвинителство. Иако се има предвид примерокот и сите можни споредбени показатели, веројатно овој пораз на недовербата треба да се бара меѓу испитаниците според партиската прибатност, бидејќи етничката кростабулација не открива никаква разлика во однос на процентот на недоверба. Но затоа партиски гледано разликата е очигледна. Огромно мнозинство, 83,8% од приврзаниците на ВМРО ДПМН немаат доверба во специјалното јавно обвинителство, наспроти 74,5% од СДСМ кои ја имаат довербата. Но анализата ја оставам на вас во дебатата по натаму сања. А последното прашање е генерално за судството. Колку имате доверба во судството? 61,4%
34% нема доверба во судството, 33,3% имаат доверба. И пред да ви го одстапам подиумот за дебата, само би ве вратил на прашањето за јавното обвинителство, односно би подсетил на тоа прашање Сања, бидејќи овдека на прашањето за јавното обвинителство и на прашањето за судството имаме практично речиси пресликување на одговорите во однос на довербата и недовербата. Повелете. Благодарам, Боби. Значи, она што е највпечатливо од оваа анкета е присвртот околу довербата во специјалното јавно обвинителство. Зошто оваа недоверба, господин Калаџи? Како ова го толкувате? Морам да признам дека кога ми ги пративте са баре резултативе со предлог да ги коментираме, лично бев изненаден од овие резултати, па дури изразив некоја лична, можеби, недоверба. Како размислав во текот на денот, се обидов да поставам некои тези под предпоставка дека се овие податоци точни, бидејќи сега ние не можеме да ги анализираме или верификуваме, но се добар повод за... Се разбира, примероците понекогаш не морат да бидат апсолутно точни, но ги наговестуваат. Примерок и се добар показател, околу 3% е статистичка да. Оно што ме интересираше прво, не успевме да го разговараме дали временскиот период кога се овие истражувања направени. Ноември 11 до 16. Мислам дека тоа во добар дел на дневна основа веќе може да зависи. Мислам дека најголема недоверба генерално во државните институции имаше со бегството на Груевски. Понатаму недовербата се рушеше со проблематизирањето на амнестијата и незадоволството кај луѓето врзано со тоа дека повторно одиме од општеството ќе оди, односно политичката елита, со неказнивост, која што беше една од, да речем, мотивите на не само на шарената револуција, туку на општата поддршка во рушењето на власта на Груевски и неговата фамилија. Така што, можеби и на дневна основа верувам дека овие податоци би се менувале. Например, со апсењето на Мијалков, веројатно овој процент или оваа доверба во смисла на поголема доверба, предпоставувам би пораснала. Луѓето едноставно, вклучувајќи ме и мене, беа доста збунети околу целиот низ на настани. Ние на од една страна навикнавме на големи изненадувања и пресврти, но не затекна повеќе изненадувања од отварање на постапките за, не знам, случајот така наречен Империја, подосна овие со Груевски и другите притвори. Не затекна и дури тешко може навистина да се постави некоја сериозна анализа за тие што не се ептен информирани, а ја не сум од тие. За тоа што е причина на што, дали е притворот на Мијалков реакција и спас на власта од одговорноста по бегството на Груевски или е дел од некој поголем план. Се разбира, генерално обвинителството, специјалното обвинителство, имаше голема доверба кај граѓаните, што беше логично во време кога тие беа и креирани како спас на правната држава. Значи, ние сме неподелено е мислењето за тоа дека системот беше во длабока криза и како резултат на сето тоа се појави потребата воопшто за функционирање на обвинителството. Оригинално идејата... Недовербата во јавното обвинителство очигледно станува, дури и со нов јавен обвинител во републичкото јавно обвинителство, 61%. За недовербата во републичкото обвинителство, значи редовното, имам посебни тези од ова за специјалното и може да би некои заеднички за системот. Но кај специјалното имавме таа релативно јасна слика. Во моментот кај што тие беа голема надежда враќање на правната држава, изигра голема улога. Неспорно изигра голема улога правно, политички се извинувам, и сега треба да се докаже до крај правно. И ја мислам дека со оглед на тоа што не знам колку е запознаена јавноста, практично деновиве или овој период
се расчистува прашањето за судбината на СЈО. Во главном постојат две можни алтернативи, или да се поддржи нивната самостојност, за која што јас се залагам од почеток, или да се оди на алтернатива тие да се вклопат, како што беше предвидено во стратегијата, за реформи на правосудниот систем, да изгубат дел од автономијата, да се вклопат во обвинителството, со надеж можеби дека тука ќе се решат некои од правните контроверзии, бидејќи таков како што е донесен законот за СЈО, е со многу проблеми, знаеме и правни контроверзии, од уставноста преку роковите и некои други правни проблеми. Зошто се залагате вие да се ја задржи автономноста? Зошто сметате дека е тоа подобра опција? Генерално сметам дека Македонија како држава не покажа, вклучувајќи ја тука сега, значи критика кон новата власт, не покажа дека ние сме излегле од проблемите на претходната власт, во смисла и сите претходни на некој начин. Ова последнава беше најдраматична за во газење на правната држава и во рушење на воопшто на идејата, не ја признава идејата на контрола, меѓуконтрола на власта, туку сите државни институции беа инструмент за нивната политика, која што добила на избори, што е еден вид на некаква модерна, вулгарна демократија, впрочем, тоталитарна идеологија. Нас не се потребни тие механизми. Очигледно, ќе видиме и низ примерот и низ моите тези за редовното обвинителство и за судството, ние сме далеко од тоа да излеземе во смисла дека ќе гарантираме во скоро време независни институции во правосудството. И затоа ниту па политичката елита се откажува и од корупција и од влијание врз другите органи, така што едно тело посебно силно во смисла на тоа дека ќе може да биде независно од политиките на власт, по мене би требало да биде коректив во догледно време и на ова власт и на сите идни, додека нема гаранции дека проблемите со корупцијата и владењето на политичките елити се решени. Кај нас практично политичките партии, сум го рекол неколку пати, се уште се од болшевички тип и нивните политички елити надвор од реториката која што понесе маси покажуваат дека се уште нема вистински промени во однос кон другите власти, така што во догледно време е добро да има некаква контрола. Сега е прашањето дали како тоа ќе се изведе. Господин Поповски, сметате ли дека оваа недоверба што ја регистрираме од 53,5% наспроти довербата која е 41%, не е за занемарување, е реакција на некои моментални случувања? Од една страна го имавме бегството на Груевски, кој се доживеа како еден удар и шок и за власта, веројатно, и за судскиот систем. Од друга страна, уапсени се моќници, како Сашо Мијалков, кој се наоѓа во притвор, и сето тоа како се... Па малку и за мене изненадувачки, пошто имаме перцепција, која не мора да е точна, така, ние сите градиме некаква перцепција живејќи во општеството, дека СЈО ужива, веројатно и врз основа на изминативе 2 години разни анкети и така натаму, дека СЈО ужива висока доверба меѓу граѓаните. Сега гледаме дека таа е преполовена практично. Она е се уште од овој корпус на институции најдобро стоечка, зашто другиве се отприлика на 2/3 од идење недоверба. Од тројца, двајца викаат немам доверба во судството генерално и во обвинителството. Веројатно е слично и со другите институции на судството, ако се вметнале судски совет, совет на обвинители кои постојат. За мене е висока недовербата, но не е неочекувана, зашто знаете како граѓаните ги градат перцепциите врз основа на неколку случаи за судството. Судството предпоставувам дека има, не знам бројки, десетици, ако не и стотици илјади случаи судски во моментов кои се одвиваат, граѓански, стопански, кривични, прекршочни, големи, крупни, но ние политички, градиме довербата или недовербата, перцепцијата кон нив за 2-3 случаи кои ни се предочи, тоа се овие грото се од СЈО и ова 27 април кој го води државното обвинителство. За организиран криминал. Да, него води СЈО него. И сега тука е лакмусот врз основа на тоа. Тука се случуваат проблеми кога гледате од надвор. Значи,
ова што колегата Каледжиев го кажа, ние се уште имаме принцип на неказнивост. Ние еден казнет имаме де факто во финална постапка низ целата оваа процедура и тој не избега. Мислам, на државава. И сега вината се лоцира. Јас претпоставувам дека тука уште две институции кои не се дел од судството, меѓутоа се работуваат, ако се вметни, например, МВР, исто можеме да добиеме шокантен податок. Обично МВР, знаете, МВР може нема доверба, но кога ќе кажете полицијата, тој униформиран дел обично има доверба кај граѓаните, може и таа да е нарушена. Да, меѓутоа кога е бегството на Груевски во прашање, тука веќе се лоцираш одговорност. Да се подсетиме само дека нас судството ни овозможи пред известно време уште двајца од МВР обвинети да побегнат, и тоа клучни луѓе, началници на управа за прислушкување, шефови на кабинети и така натаму. Да, беше спомена денеска во сведочењето за 27 значи, април. Во една постапка во која судот како едноставно судството, завршувајќи со Врховниот суд, имаше процедура во која очигледно нешто правеше за да се случи. Па дури и ова последно бегство на Груевски, знаете, последните 4-5 дена на сите ни беше јасно дека пресудата постои, но знаете, ние функционираме во смисол курирот до 3 сат работи, па петок, сабота, недела не работи, па во понеделник за веле ќе се обидел пак да го бара дома. Мислам, здраворазумски е да гледате, дека институциите се играат играчки со постапките. Ако е некој за кривично дело осуден, ако му е потврдена пресудата и сега судот изиграва работни неработни денови, курира до 3 сати има работа, каде тоа, мислам, нигде не постои. А од друга страна, во саботата навечер беше повикан... Тоа ја руши малку довербата. Она што особено... распит и одреден уште еден притвор, како тоа... Да. Сега, ако навлеземе малце, пошто ние не ги дадовте овие податоци и разработени, уште позагрижувачки е што и таа елементарна доверба во судството која постои некаде околу 35%, ја држат етничките албанци во Македонија. Пошто кај етничките македонци довербата па е уште подлабока. Недовербата е уште подлабока. Значи, ние имаме 80 и нешто посто од поддржувачите кои очигледно се уште моќна структура гласачка во гласачко тело во Македонија на ВМРО, ја повлекуваат целата недоверба и на СЈО и на судството. Гласачите македонци на СДСМ се обидуваат да имаат некаква, за анкетата зборувам, така, не за мои перцепции. Так. Но ова големо едно тело очигледно го одвлекува, го дебалансира кон недоверба. Значи имаме сериозен отклон на која е точна и колку што е точна анкетава. Ние можеме сега да ја прифатиме дека е таква, со известни резерви. И може би треба да се размислува што се случува не само со судството, туку со сите институции и околу судството. Така, вие видите, например, ако добро се сеќавам, да речеме 94-та, сега не отстапувам од темата, само да илустрирам. Тема Кусова, бидејќи да се 94-та ние имавме првата и единствена уште трајна антиинфлацијска програма Македонија која успеа. Така, 94-та почна, ја намали на неколку проценти инфлацијата, го стабилизира курсот и така натаму, но имаше последици од тоа. Една од последиците беа дека во јавниот сектор платите од 94-та беа замрзнати на прилично ниско ниво, значи на апсолутно ниско ниво. Еве, колку за илустрација, јас председател на собрание имав плата од 23.000 денари и тогаш беше исто. 350 евра. Така. Некаде 2005 ги ослободивме платите. И сега гледате во судството што се случува. Пред 2-3 дена повторно имаше упос штрајк дека повторно судиите им одат платите нагоре, а на судската администрација не. Да, денеска го најавија штрајк. Значи, се уште контролата и од други агли расте таму недовербата, дека премногу се бенефицираат судиите во рамки на судскиот процес, а има и други внатре институцијата, има и други. Добро, само... Значи, сето тоа создава еден впечаток дека премногу бенефиции добиваат судиите, а исполнувањето или испорачувањето, сега што викаме, е помало. Каледжи, уште за СЈО, дали оваа перцепција не се должи на некои грешки што ги направи СЈО? Еве, спомнавме некои нелогичности околу Груевски, доставувањето на упатниот, а судата одеднаш имаме распити во сабота навечер. Не, во тој дел единствена замерка што се ставаше на СЈО беше зошто не барам притвор за Груевски во конкретни случаи или во други случаи. Мислам дека тоа беше во погрешна насока. И целата приказна после тоа,
министерката за одбрана се умеша, други, трети одговорни, малку влегоа во тој трик да ги обвинуваат судиите зашто немало притвор или обвинителите зашто не барале. А ние со години се жалиме дека еден од големите проблеми на македонското правосудство е непотребен број на и долги притвори. Така што јас навистина тешко дека би можел да го лоцирам тука проблемот, освен во случај доколку навистина не се покаже дека тие имале сериозни индици или податоци дека Груевски може да избега, па во таа смисла да барале. Меѓутоа, тоа е сега на ниво на шпекулација. Секогаш кога има можности вака и така, судиите и обвинителите се должни по наредба на правото да одат кон поблагите мерки. Со тоа дека постои ризик, но тој ризик треба да го покриват други органи. И во дадениот случај за личност како Груевски е неспорно дека тоа требало да го покриваат органите за безбедност, Управата за безбедност и контраразузнавање, Агенцијата за разузнавање со оглед на тоа што се до сомневања сериозни за врските нивни со унгарските служби и слично. Некои упатуваат доста критики и на личното обезбедување, но тие се објективно со друга цел. Значи, прво се луѓе што самиот ги бирал и објективно не можела државата да се ослони врз нив. А второ, ја не знам и што чекала владата со тоа да овој закон, кој што Груевски го донел за себе, да го пролонгира и да му обезбеди толку силно обезбедување на сметка на државата на негово располагање, практично како лично обезбедување. Мислам дека се тоа едни од мерките што треба да се ревидира, така и луѓето предизвикуваат нервоза и гнев. Луѓето се нервозни исто и за ситуацијата со неговата плата. Зошто да зима плата некој што побегна од државата и као сега тука е нешто многу либерални правилата на собранието и што ја знам. Луѓето тие не ги купуваат тие приказни, они едноставно чувствуваат неправда. Дека тоа едноставно не е коректно и доколку навистина постојат такви, да речем, правни финеси, можат тие и да се изменат. Не се дадени... Колку на оваа перцепција за судството влијае она што се случува во собранието? Амнестијата само се споменува, еден закон беше одбиен на ВМРО ДПМН, меѓутоа се води некој процес на помирување, од друга страна ги имаме судските процеси, како овој за 27 април, каде што се открија многу детали токму денеска од сведоци. Дали сето тоа создава една поинаква и построга однос? Каде е тука суштината? Поменав дека е тоа дел од сликата која што говори во прилог на незадоволството на луѓето од неказнивоста. Значи, они веднаш се со недоверба и со право се со недоверба и кон политиката, па и кон СЈО, зошто избега Груевски, како се дозволи, зошто ние сме трета недела без одговор, зошто побрза Заев да го одбрани министерот за внатрешни без да се истражи ситуацијата. Зошто треба толку време? Денеска слушам на вести, ќе трае да прегледување на лентите уште 3 недели. Чудно невидено. Некои истраги навистина не се едноставни, но тука мислам дека очигледно има сериозни индиции за одговорност, или се работи за сериозен пропуст во смисла на некаков заговор за неказнување, или се работи за очигледно големи пропусти на ниво на непрофесионалност. Врти случаи некако мора некој за тоа да одговара. И сега луѓето на некој начин се прашуваа можеби ова, да речем условно, бранот на офанзива со притворите за Мијалков и други, за кои што луѓето ценаа дека можеби нема ни храброст, ни политичка клима и прашања се гледаат како некој спас на власта од сериозните критики кои што беа упатени. Дали е тоа точно или што е од сето тоа точно, навистина ние сега не можеме да знаеме. Како вам ви изгледа овој процес целиот овој, како да се два паралелни процеси кои создаваат неверување во правдата на крај? Па да, процесот кој се одвива паралелно во собранието, со кој објективно земено судството, обвинителството немаат никаква допирна точка, бар формална,
верувам и суштинска, а тоа е така наречениот процес на помирување кој се одвива, е прилично магловит. Прво, кој треба да се помири во општеството? Ние сме немале, не знам, граѓанска војна или сме немале Втора светска војна, па на една страна со работници со окупа. Прво е нејасно дали се работи за помилување на една група на луѓе кои учествувале според денешниви известии од судот, што ги чувме сериозен обид за државен удар. Еве да го квалификуваме така. Со оние кои биле нападнати, тоа се во игра неколку стотини луѓе, а се прикажува како процес на некакво генерално помирување во општеството. А мене не ми е јасно, например, со кого ние, кој и со кого треба да се помири. Повеќе ми личи на помилување на една структура или простување, дај помилување да не е во правна смисла, простување на една структура за тоа што го направила, тоа ќе го донесат со закон и за судството ќе заврши таа работа и за обвинителството, законот ќе биде веднаш над нив. Како ќе влијае тоа на овие процеси тука, како ќе го разграничат, гледаме некои комисии, секоја изјава е различна. Ја не сум многу фан, да речем, на овој процес на помирување, на начинот на кој сега се одвива. Едноставно, луѓето што извршиле кривични дела треба се казнат. И не знам зошто тоа помирување. Некој украл 50 милиони евра, некој се заканал со државен удар и сега политиката влегува да разграничува, тоа ќе се сруши врз судството, они ќе треба да разграничат од сегашните процеси кои се во фазата на помирување со законот и така натаму, ќе ги измести од некаква балансираност во кој се одвива сега судскиот процес, тие нови решенија, и не сум баш или доволно информиран, или да речам доволно задоволен од начинот на кој тоа се одвива. Звучи во секој случај. Некако нема концепција, бар кога гледате од надвор. Некои пратеници се во прашање, владата, премиерот присуствува на комисиите, многу чудна некоја композиција, како да е политички договор кој треба да се одвива прво надвор меѓу партиите. Тоа е дозволено, партиите да се договараат меѓу себе. Па после доаѓаат со спремни решенија. Да, меѓутоа тука го имаме длабоко вмешано. И тоа создава дополнително чувство кај сите нас и кај граѓаните дека некои луѓе ќе поминат неказнети, а имале јасна представа и јасна намера зошто го правеле тоа, не биле баш заведени и така натаму. Значи денеска слушаме во судскиот процес изјави на учесници дека бил заведен од УБК, дека треба да го направат тоа, па претседателот ќе вовел воена како бил заведен. Не е малолетен човек да бил заведен, дека УБК му кажува влези во натре со качулки и насилство, терор. Чудна заведеност. И сега помирување, малце ми е нејасно тоа. Тоа ќе не оддалечи од приказната дека сме правна држава во која постои казнивост и така натаму, и ќе добиваме вакви. Ова што Гордан го кажа, таа спрега и формална по законите со МВР е сериозна, и таа го руши судството дополнително заради некаква неспособност, условно да кажеме. Значи, прво што се случува внатре, што се случувало и што се случува со тие најсензитивни безбедносни институции во Република Македонија. Можно ли една структура која нарекуваме УБК, според изјавите на очевидците и учесниците денеска, да правела обид за тоа што се случуваше на 27-ми, а цела една друга структура што внатре професионално да ја наречеме, никаде да ја нема во тој ден. Таа е една претирана послушност, претирана е совесност или една лагодност дека, значи, ние толку кревки ни се институциите и сега ова судство не му треба многу, една-две грешки му треба за да ни се вратат реминисценциите како биле назначувани судиите. Како во судски совет ги елиминирале или не ги елиминирале тие што требале да напредуваат, што требале да направат во својата кариера. Ние тоа го слушавме, за жал, нели, од телефоните, склопивме една слика што се случувало во судството со во тие 10 години, таму отприлика истата структура. И сега малку ни треба само да не поколеба еден-два факти во истата насока и да речеме да, тоа е повторно тоа истото, не ни треба многу за да ја вратиме недовербата во судството. Затоа што веќе стекнавме на па да, слика. И така е висока, 61%. Да, и може би и затоа луѓето толку недоверба. Да, малку нешто да видат дека повторно се случува исто, се разочаруваат дека е тоа можат истото. Да видат воопшто дека нешто се случува, рековте нешто ефтино. Не, приказната што ја продава сега
владачката елита е доста ефтина. Не може да ја купат ни правници, ни неправници. И во што спомена дури во говорите што ги даваат, некој барем да им напишал нешто да ги спремал, бидејќи толку се несмасни, влегуваат во некои чудни приказни за тоа дека они ќе направат разграничување. Сега политичко тело ќе направи разграничување за степенот на кривична одговорност, кој треба да одговара, кој да не одговара. Тоа е навистина недозволиво мешање, кога веќе, ако можело да се направи можеби во една рана фаза, ако тоа било ептен неопходно, и ако мислам дека тука не може, не треба да се прави, треба да се избегнува амнестии, бидејќи многу амнестии и помилувања се секогаш удар за правниот систем. И лоша навика дека политичките елити секогаш ќе чекаат некоја нова амнестија. Бранот на кој што дојде, споменав и преска оваа власт беше нема правда, нема мир. И сите чекаме правда. Ако чекаме правда, сме оддали доверба на судството и судството ќе определи во судска постапка, која што треба да има гаранции за тоа да се секој да ги докажува своите аргументи, односно аргументите мора да ги докаже пред сообвинителството. Многу сложена и тешко одговорна задача да докаже дека кај овие луѓе обвинети за сериозно дело имало умисла, знаење, една конспирација претходна, и обвинителството гледаме дека обстанува на тоа. И сега ние при тоа се докажува дека има една сериозна конспирација, при тоа и веќе имаме проблем што главните организатори, кои што сите ги знаеме, не се и така вклучени, и сега од тие што се вклучени, кај што има очигледна одговорност некој да ги помилуваме, за корист во смисла да се добие мнозинство во собранието е прашање сега на избор. Дали ние сакаме да имаме општество во кое што ќе дојдеме жртвувајќи ја правдата за која што ќе сме бореле, ќе обезбедиме гласови во собранието. И тоа ли е начин, тоа ли е новата власт што ветуваше правна држава. И кај луѓето тоа не им се допаѓа. Знаете, тоа е сепак, кај луѓето е вградено, тоа е некој чувство дека треба да се одговара, и така се учени и од луѓето од деца. Да не зборувам сега за филозофија, за Кант, кој што зборувал дека едно општество ако и дури да реши да се разиде, да се растори, прво треба да одговара и последниот криминалец, па дури по тоа. Бидејќи чувството за правда кај луѓето е исконско на некој начин. Има тука една интересна секвенца. Пред недела-две премиерот на Македонија имаше на една телевизија интервју, едночасовно интервју со колегата Васко Попетревски. Он на оваа тема кога го прашуваше поупорно, тој во еден момент, тоа сегде може на YouTube да се види интервјуто, многу така не наивно да кажам, искрено кажа, па вика, јас ги изгубив изборите во декември 2016, добив помалку пратеници. И сега обезбедив 80 за да поминат уставните реформи. И уште го праша новинарот, што мислите, лесно ми беше мене тоа да го направам од 49 да стигнам до 80. Разликата е 31. Ајде дуи се десетина, повторно се 20. Значи ова што го кажуваме дека на товар на правдата се прават обиди да се издействува тоа што политичарите актуелни мислат дека е повисока цел. Они имаат право нормално така, понекогаш имаат и многу повеќе информации од нас од разни места. Обично одлуките се носат врз основа на квантитетот и квалитетот на информациите што ги имате. Ако имате една информација, носите ваква одлука. Ако ги немате, мислите дека треба друга одлука. Они ги имаат информациите. Сега постои процес еден во државава, во врвната политика на Република Македонија, да речеме врвовите на парламентот и на владата, како еден консензуален ефект дека менување на името, односно менување на уставот заради името, заради НАТО, Европска унија и така натаму, тежи многу повеќе и дека треба многу, ова што го кажа колегата, да ја жртвуваме можеби правдата. Можеби правдата. И они не го кријат тоа. Значи, они прават избор. Одлуките се, освен ова што го зборевме, понекогаш и избор помеѓу две зла или помеѓу поголемо и помало добро и така натаму. Сега, понекогаш ако се ставиме во нивна кожа,
може би они се оптоварени многу повеќе со дека ова ќе се заборави, ќе помине, но ќе добиеме нешто покрупно. И за таа цел ги прават сите овие. И сега, во такви процеси, помирување, простување, амнестии, ајде да кажем еретички мисли, пребегнувања, апсења, притварања и така натаму се само Може би со знаење на власт. инструменти за да се оствари некоја цел. Инструменти се за да се оствари некоја цел. Ние тоа не го знаеме, можеме да предпоставуваме, но вака кога ги гледаме како они настапуваат, како да имаат пред себе поставено фиксна една висока цел. Сега друго прашање е дали е таа остварлива, колку е остварлива, дали ќе ни донесе квалитет во животот и така натаму, колку ќе ни донесе и така натаму. Но како да постои жртва на оваа страна. Господин Калаџиев, кога го спомнуваме јавното обвинителство, актуелна е исто така деновиве една афера со прислушување. Ја објави јавниот обвинител дека се прислушувало во обвинителството последните 2 години со купена телефонска централа и е почната истрага од која не гледаме резултати. Како ова се целава ова нова афера која ќе спомнеме прислушување веќе во Македонија, нели реакцијата е веднаш скандал. Има ли скандал таму или ова е во целото ова милие? Па, може би, ако се сеќавате, во време кога се бараше решение, ја бев во суштина противник на ОТА. Сметав дека тоа што се постигнува со ОТА може да се постигне и внатре и дека нема потреба од селење, трошење пари и слично. Слично кој што сум доста скептик и за реформата сега на УБК, во смисла на нејзино одвојување, како да стекнав некаква независност визави МВР. Единствено што не им фалило никогаш е автономија или тоа сигурно не им фалило. Така што гледав доста со скепса и малку и се чудев како власта гарантираше, лично и министерот, гарантираше повеќе пати дека веќе нема да се повтори прислушкувањето. Иако уште со самото ОТА се гледаше дека прво и ОТА може да биде поразна, бидејќи ако има заговор, двајца треба клуч да најдат да се повторно да има прислушкување или малку по авторитарен режим ќе пукне тиквата. Беше многу јасно од самиот почеток дека нема контрола врз прислушкувањата кои што се мобилни, што жути комбиња што зафркаваме. Ова е сега сегмент за кој што никој нема ни техна во тоа време, што со фиксната телефонија која што повеќето ја заборавивме и можностите тука да се вршат разноразни далавери. Така што објективно сериозни гаранции не може никој да даде, а власта даваше помалку и чудно дури за периодот пред да почне ОТА. Ако ни се нудат гаранции со ОТА и системот натаму, како гарантира министерот дека во меѓувреме ние сме безбедни дека нема веќе прислушкување. Повеќето од луѓето се уште веруваат дека се прислушкувани и дека тоа никогаш не и веројатно со право. Така што ние имаме сега некакви нови механизми во смисла некоја каква таква гаранција со ОТА ја беше подобра кај операторите по моје убедување, но имаме можности сега се обучуваат механизмите за надзор. Јас лично се пријавив меѓу овие сум 7 души се пријавиле за 7 во граѓанското тело, кој што кој знае кога ќе почне да функционира, допрва кога ќе се конституира. Сега си мислам после оваа афера, сигам што мајка ми требаше мене, сад се плеткам со овие работи бидејќи тоа се стварно работи на кои што техниката иде толку напред и толку има дупки насекаде во системот што на некој начин сигурно не си ја земав и ја белјата што со оваков порозен систем и со луѓе и држава каква што е нашата, која што е далеко од професионализам. Ја во тоа го гледам главниот проблем. Ние се обидуваме цело време во судството да дадеме некакви гаранции кои што чекаме самите да родат со големи плодови. Платите ги спомнавте на судиите и ги качевме. Дадовме судски совет да ги бира едно друго трето, тие се понапредни гаранции од многу други држави. Меѓутоа не се доволни во држава која што се уште ние немаме ниво на правна култура или можеби професионализам пред се, за да немате тој тип на злоупотреби.
Јас се Да, сеќавам на крајот на краиштата многу има некакви илустративно- правилници. Многу илустративно и во кога обвинителство, и баравме во- чаре со овој механизмот како полицијата и обвинителството да ги истражуваат злоупотребите на власта и одевме на решение за специјално обвинителство со истражители кој што а меѓу другите држави бевме со обсега на студиска посета во неколку држави и мене ми падна во Германија. И сега разговараме таму со обвинителите што правите кај вас ако ги држат случаите во фиока. И они ве гледаат како да сте не Тоа не токму се бидејќи случи. како тој ќе држи случај во фиока, не дека таму некој случај не е држан во фиока. Меѓутоа, као системски проблем држање случај во фиока е непознат за нормална држава. Меѓутоа, очигледно ние уште долго време ќе имаме ненормални проблеми, воглавно врзани и со недостаток на професионализм и на правна култура. И ја И навистина можам да верувам дека заклучам дека реформите во судството и тоа политичките што ги елити се зборуваме. се уште драматични. Инаку на почеток вие спомнавте каде има пропусти, но ова е сериозен удар за власта. Сериозен удар и за мене лично и за други, што вадиме лепо од ова, бидејќи јас себе се сметам за одговорен, сум учествувал во многу закони во едукација и слично, и на крај кој ги прочитате овие анкети е многу поразително. Меѓутоа, за власта која што е дојдена со таа агенда како приоритет, е навистина многу сериозно. И мислам дека власта пропушти да даде дополнителни гаранции. Ние ги разбираме дека се нормално ВМРО како мета на СЈО со голема нова недоверба и кон СЈО и кон државните институции, бидејќи се де факто мета на овие институции. Гледаме кај албанците тој степен е поинаку. Мене тоа по дефиниција не ме радува дека албанците имаат доверба во судството, бидејќи јас сметам дека СЈО ги штеди албанците, па бога ми обвинителството, бидејќи нашиот систем Судејќи според функционерите има од некаква бившата политичка некаков политички баланс кој што мислам дека става некоја брана за расчепкување на корупцијата во тој дел на општеството и ние за тоа не ни разговараме. А кај албанците, фала Богу, исто е многу кревко. Еден случај кога има, они се одма големи жртви. Еден ако осудите, одма има недоверба спрема судството. Така што тоа е на дневна база. Ако се прв пат кој ќе падне новата пресуда за Монструм, довербата на кај албанците за судството ќе падне многу под ова. Така што тоа е на дневна база, но генерално има. Што власта пропушти? Идејата на судскиот систем, тоа ми е мене вокација, тоа предавам кривична постапка. Идејата на постапката да имате два главни столба. Прво, да ги убедите луѓето да го почитуваат правото и одлуките, верувајќи дека тој што одлучува, судот, поредниците, и процедурата гарантираат непристрасна правда. И тоа е многу важно баш за тие што се субјекти, значи многу е важно обвинетите или тие што им се блиски, например во случајов припадниците на ВМРО кои што гледаат дека нивните партиски другари или слично идеолошки се мета на прогон, да имаат доверба во системот, дека ако системот им се нафрил што со право, нели сите знаат дека нема лесно да избегнат правдата, но така како што ги третира, им гарантира правда, а не нов политички прогон. И мали индиции ако им дајете воспротивно, вие имате проблем како да ги убедите. Затоа мислам, ја немам ништо против републичкиот обвинител, лично го познавам, многу фин човек. Меѓутоа, сите знаат дека тој го донесува и многу други се донесени или се уште се бираат судиите со волја на политичките партии. И дека се уште натаму кој ќе биде председател е договор меѓу политичките партии, а не на судскиот или обвинителскиот совет. Се знае кој ќе биде председател македонец или албанец на еден суд, се знае кој ќе биде кое место. Значи тоа е се уште договор на политичките партии и од тоа не е завлакно сменето. Тоа значи дека вие ако на луѓето не им понудите на вистина нова страна, да речат, ова беше до вчера. Гледаме дека овие луѓе имаат сосема нова перцепција, дека сакаат правда, а не некаков бенефит за партијата или елитата. Тоа СДСМ не успеа да го покаже на јавноста дека имаат идеја како да се дели правда непартиски. И луѓето ги перцепираат, видите, навистина е тешко се да го перцепирате не политички, кога веќе од напред овие му се мета ВМРО.
кога во исто време нема ни еден, освен сега прв пат еден албанец, нема, ние сите знаеме дека ако има корупција, најмал се исто корупција, дека е тој сектор. 11 години со ист коалицијски партнер. Да, тука се објаснува веќе оваа перцепција на граѓаните околу судството. Тука ќе направиме пауза за реклами, се враќаме на дебатата. Продолжуваме со дебатата во топ-тема на ваша страна. Јавноста која е киднапирана од политиката, според оваа анкета на Телма и МЦМС што ја спроведе агенцијата им Проспект, покажува дека граѓаните сега се фокусираат на други проблеми и политичките теми веќе падна на дното, а што најмногу ги загрижува граѓаните ќе видиме од следните резултати од истражувањето. Наспроти доминантната политичка агенда, граѓаните ги мачат многу секојдневни проблеми. И затоа на прашањето кој е најголемиот проблем со кој се соочувате, ги имаме следните одговори. На прво место, со 36,2% е сиромаштијата. На второ место со 27,6% е невработеноста, споредено со претходни и наши, но и анкети на нашиот партнер. Високо на третото место избива криминалот со 10,2%. Потоа со 7,3% се следува загадувањето и животната средина, па потоа се цените 6,1%, на петото место е здравствениот систем 2,4%. Евроатланските интеграции спорот за името прашања кои што доминираат во политичката агенда се на 7-то и 8-то место со 2,4, односно 1,6%. И меѓуетничките односи паѓаат само на 0,5%, што е многу дал во процента во рамките на статистичката грешка. И специфика е што тука во однос на приоритизирањето на клучните проблеми, речиси и да нема разлики според етничката припадност на испитаниците, иако има известни варијабли, но многу мали, и може Сања да ги акцентирате во натамошниот дел на дебатата. Ти благодарам, Боби. Тоа беше Боби Христов со резултатите што она ги загрижува граѓаните. Сиромаштијата и невработеноста доминира, се разбира, тука веќе немаме партиски етнички поделби. Сите, тоа е најголем проблем, но исто така и порастот на цените и загадувањето. Граѓаните почнуваат да ја туркаат политиката на страна. За мене и овие податоци се малку збунувачки. Јас на ова поле не очекував вака, затоа што ние поминавме еден долг период во кој стандардот на населението стално беше прв, но никогаш волку изразен. Сега проблемот на сиромаштијата и невработеност е еден ист проблем. Ако сте вработен со ниска плата или ако сте невработен, тука е негде тој проблем. Е 2/3 од граѓаните. Значи собрани. Значи 2/3 кажуваат дека проблемот има екзистенцијата. После ги кажуваат сите се на многу пониско ниво. И тоа е за мене на фрапантно сознание сега дека кај граѓаните во овие бурни времења на проблеми кои ги имаме, за кои до сега зборувавме, сепак 2/3 што е висока позиција се фокусирани само на два проблеми, односно на еден, нивната екзистенција. Криминалот нормално на трето место заради ова, но сега гледаме дека веќе напредува проблемот со загаденоста. Значи сите овие информации кои ги добиваме, за кои не бевме свесни до сега, дека живееме во исклучително загадена средина, особено воздухот, кој не треба да очекуваме на ниедна наредна анкета веќе да паѓаат, ќе станат проблем на кој ќе се добиваат и ќе се губат избори, не само на локално и на централно ниво. Затоа што се многу проблематични. Да не ги кажуваме податоците што не ги кажуваат, дека во Скопје 4 години помалку живееме и така натаму. Властите се обидуваат да превземаат мерки, но тоа ќе треба многу време и тоа фокусирани да бидат. Не ги гледа да се фокусирани да бидат. Министерот Филипче најави дека ќе се делат маски заштитни на ранливите групи. Па тоа е обид да се решаваат последиците, а не да се елиминираат причините. Ако добро е тоа да се направи,
но не е решение ние маски да загадуваме и да носиме маски. Проблемот е не последиците, причините да ги решиме. Се знаете како, ако сите зборуваме Скопје е преурбанизирано, премногу население, премногу коли, а ние денеска добиваме информација од дека Карши трговски центар сепак ќе се гради, а и ко властите тоа не може да го спречат, последиците со маски се... Значи, тоа е проблематично и проблематично да анкетава е повторно што населението што се изјаснува дека државата оди во погрешен или правилна насока се прилично изедначени, 44-38%. Да, тоа и дека кај македонците половина сметаат дека државата се движи во погрешен правец, а само третина сметаат дека се движи во права насока. Да, тоа ќе предизвика сериозни тектонски поместувања на политичката сцена многу брзо, на било кои наредни избори. Зашто кај нас гласачите се сепарирани. Вие имате шеска, но имате единица, тројка, четврка и петка. Во тие кај што се чисти средините се македонски предоминантно, односот е незадоволство една половина. Ова ќе ја сруши актуелната политика или власт брзо. Тоа и на референдумот се покажа. Еден отпор кај македонците, тогаш вие кај што имате изборни единици само од македонци, они секаде ќе ги добијат. Добро, затоа имаше други толкувања. И комбинирани само уште една реченица со ова дека невработеноста и сиромаштија остануваат за 2/3 главен проблем, е сериозен аларм за власта да се бави и со други проблеми, освен со ова што го зборевме. Господин Каледжиев, како вие гледате на ова? Дали може да се создаде на големо социјално незадоволство од потезите, вака го ги гледате, ова се сериозни проблеми. Од криминалот многу високо. Сериозни проблеми кои што, за разлика од судските, кај што со малку добра волја може да се покажат резултати. И ја тука мислам дека навистина е штета што толку време и енергија се троши на овие работи. Вклучително и мислам дека историски многу енергија потрошиме на прашањето со името, а се запоставуваат овие реални животни проблеми. Дури ако гледате така, мислам дека можеме дури и да извадиме и некои толкување дека сето ова реалити шоу со апсења, бегства и слично, може би да искачи дека е тезата точна, дека се сето приказки за луѓето да забораат дека не може да врзат крај со крај, дека ќе умрат од загаден воздух и одговорноста што сите имаме, особено за нашите деца и за идните поколенија, е неверојатна. И мислам дека свеста за тоа што е потрошено и колку од можностите од капиталот е потрошен на будалаштини, мислам дека луѓето допрва ќе го казнат, вклучително и ВМРО за прашањето за Скопје 2014, но и новата власт толку го не направи ништо посериозно на овој план. Ќе се заситат луѓето, и од шпански серии ќе се заситите, и од реалити шоу ќе се заситите. И на луѓето ќе им биде и доста и од овие судски процеси и будалаштини, ќе сакаат да имаат реални показатели дека може да одат на одмор, дека им е животот нормален ако не квалитетен. И тука се слагам апсолутно дека ние за многу теми дури не сме ни созреле, вклучително може би и добар показател за вас како медиуми. Вие наистина исто премногу сервирате проблеми со судство и слично, многу малку од овие теми кои што се затоа ги правиме овие анкети и ги прашуваме граѓаните. Морам да признам дека луѓето во Македонија, ако ја следевте, не знам, пред 10 години Хрватска при пристапување во ЕУ, имаше сериозна полемика што се добива, што се губи. Ние на луѓето им сервираме на лажна приказка дека од ЕУ само ќе имаме придобивки, што не е точно. Значи ЕУ се има и плусови и минуси и луѓето имаат право да знаат. Нашите политичари успеаат тоа да го наметнат дека од ЕУ имаме 100% придобивка, дека ништо нема да имаме проблеми, а гледаме ние по нашите соседи, Бугарија и други, како има сериозни проблеми и од членството во ЕУ на економски план. Се надевам дека ќе почнеме со тоа конечно да се занимаваме. Имам уште една кратка презентација околу прогресивниот данок, како може Боби да ни ја каже. Продолжуваме со прашање за конкретни состојби и би рекол горливи општествени проблеми. Првото е околу загадувањето.
Одговорите веројатно очекувани. Големо мнозинство од граѓаните, или 75,2%, сметаат дека владата и останатите јавни институции не преземаат доволно мерки за решавање на проблемот со загадувањето, наспроти малцинството од 21% кои се согласуваат со ставот дека власта и институциите даваат доволно напори за да се реши овој проблем. Второто прашање за кое што го испитавме ставот на граѓаните е прогресивниот данок и стапка од 18% за месечен приход на 90.000 денари, дали ова добра или лоша реформа. 44,6% од испитаниците одговориле дека не е добра реформа, за 33,5% е добра реформа, 20,9% не знаат. Сања, еден од твоите гости е на позиција дека границата за оданочување можеби требаше да биде пониска, но очигледно не е дел од овој процент кој сметаат дека прогресивниот данок не е добар, став за кој нема значителни разлики во однос на етничката припадност на испитаниците, но затоа има кај партиската. Па така, мнозинството од приврзаниците на ВМРО ДПМН 58,1% ја сметаат реформата за лоша. Дали е тоа од идеолошки причини или не, ќе објаснат твоите гости, наспроти 51% од приврзаниците на СДСМ кои сметаат дека тоа е добра реформа, но исто така не занемарливи се и овие 37,1% од поддржувачите на СДСМ кои не се согласуваат со прогресивниот данок. Сања, подиумот е ваш. Поповски, мислам дека Боби мислеше на вас. Веројатно, да. Прогресивниот данок, значи не се генерално среќни луѓето. Па да, и ова е за мене многу изненадувачки. Владата прво отиде со граница од 60.000 денари во дебата, каде што бе 1,8% од луѓето што имаат било какви приходи, не само плата, се загатнати. После ја подигна на 90, што е 18.000 на годишно ниво во евра зборувам. И ги спушти само на 1% од населението, што ќе биде на било кој начин тангирано со оваа реформа. Еве, инака има некоја статистичка грешка на 1,5%. Но гледаме дека половина од населението не ја прифаќа според оваа анкета. Значи, Зошто според вас? За мене е дилема сега зошто не ја прифаќа. Они ќе имаат бенефит од ова. Они нема да даваат никакви дополнителни даноци во општеството, а ќе имаат прилив по тој Може би основ. не гледаат вистинска реформа во тоа. Па имаме разни дебати, знаете, луѓето имаат идеолошки видувања, така. Овде очигледно дека ситуацијата на оние кои добиваат и губат е изместена, оние кои добиваат се против реформата. И тоа не можеме поинако да го објасним. Иначе јас сум приврзаник на таа реформа. И тоа ја има целиот свет, знаете. Дори не имаме не само пропорционални стапки, што е еден од проблемите, туку ние имаме и ниски пропорционални стапки. Нашата највисока стапка што е сега зацртана со законот 18 е почетната во цела Европска унија, особено старата Европска унија. Но тоа е состојба сега. И за крај, Кусо, господин Калајджиев, граѓаните, тоа го спомена и Поповски, поголем дел, или 44,8% се изјасниле дека државата оди во правилна насока, 38,6% во погрешна, во иста 14%. Позадоволни се албанците, 68,9%, македонците 49,9%. Покрај се ова што го зборуваме, пак гледаат надеж или... Не знам што луѓето го оцениле во моментот како приоритет и како важна насока. Тоа е генерално прашање. Повеќето луѓе се во моментот со оглед на тоа како беше сервирано и дека дојде моментот за решавање на ова прашањето со името, мислам дека го ценат од тој аспект. Значи, дали се тој пат кон Европска унија и НАТО генерално, дали е идејата за Македонија или можеби и некој друг пат. Мислам дека тоа предпоставувам дека е тоа решавачко за луѓето да оценат дали е патот по кој што иде државата. Инаку различни варијабли, ако трнете ова со економијата, сигурно никој нема да процени дека е. Јас се надевам дека и политиката што ќе ја води владата ќе биде поиздржана и поаналитичка. Мене не ми личи ни дека овој процент, 1% е воопшто точен. И јас лично сум испаѓа дека сум во тие 1%, пошто тука се негде моите вкупни примања. Далеку дека се чувствувам богат и дека можам баш од први до први комотно да живеам или да купам кола на ново. Кој ти искочам на улица, секој второ возило
е подобро од моето, кој што го купил на старо, немам впечаток дека сум 1% од најбогатите. Тука мене нешто не ми изгледа многу издржано. Се разбира дека има некој ниво на правичност тие што се побогати да даваат повеќе, но дали 18% е баш. Мене ми личи тоа 18%, да ви кажам искрено, рачунали двојно ќе плаќат овие, па се да не е 20, да не изгледа многу, па 18, може ли 19, да речем. Очигледно многу компромиси, не истинска не мислам реформа. дека Тука, тоа да, мораме тука е крајот на вечерашната топ тема на ваша страна. Благодарам за учеството, вам ви благодарам на вниманието. Останете на Телма, имајте пријатна вечер.